Родители на ученици од прво деление во основното училиште Ванчо Прке денес јавно се пожалија. Веќе цела година овој ученик со нескротлива енергија ја реметал наставата и физички ги малтретирал останатите ученици. Моето дете удрено, бутнато клупата, модро околу окото. И одам кај директорот само знае да кажа стрпете се, ќе се смири, стрпете се никако. Од септември навака ние го имаме тој проблем, буквално ништо не се смени или нешто се реши. Настават, учителката те пана бутана од страна на детето, само ни викат стрпете се, со уште малку и служби, и педагог, и психолог, и дефектолог, сите одеме разговараме, но резултати нема од детето. Значи детето стварно има проблеми. Родителите тврдат дека досега на многу средби во училиштето го потенцирале овој проблем, но тој и понатаму останал отворен, а детето и понатаму вршело насилство на сите околу него. Речиси на крајот од учебната година, тие денес најавија радикални чекори. Сите сакаме, сите 16 деца што се во класот, бараме да се помогне да се реши проблемот. Мада нека дојде некој психолог или што со детето, нека седе на часо, ако веќе дето не треба да се премести во некој друго такво, ама бар да се најде некакво решение друго. Ние се согласиме целиот клас, децата да не се пропуштат на настава до крајот на школската година додека не се реши случајот. Од основното училиште Ванчо Прке на овие поплаки одговорија со писмена реакција во која меѓу другото стои: Утрово во мојата канцеларија разговарав со мајката на ученикот кој вчера бил удрен од негов соученик. Мајката по даденото образложение на настанот како се случил излезе од училиштето задоволна. Ова што сега се случува со дел од родителите за мене е изненадувачки, бидејќи се работи за деца од прво одделение на кои им е потребно период на адаптација. Училиштето има преземено низ активности да помогне во социјализација и адаптација на учениците. Барањето на родителите за префрлување на ученикот кој што го удрил да биде префрлен во друго одделение е незаконски, бидејќи со тоа ситуацијата нема да се надмине. Пред закон сите деца се еднакви и секое дете има право на образование, а училиштето се базира на принципите на еднаквост, правичност, почитување на правото на децата и исклучува какво било форма на дискриминација. Каков епилог ќе има овој случај е неизвестно, но искусните педагози и психолози вакви искуства досега веќе имале и сите биле решени соодветно, тврдат од основното училиште Ванчо Прке за телевизија Стар.